Какви се вашите сознанија? Што велат децата? Како го минуваат времето што им останува и колку тие онлайн часови влијае на нивните навики? Па вака, нели, се промени и начинот на минување на слободното време, а посебно се промени начинот на минување на квалитетно слободно време, затоа што, нели, во тие услови дома сме и наставата ни е слободно време, слободното време ни е настава, се изменија тие работи, а квалитетно поминато слободно време е многу важно за децата и тука пред се треба родителите да бидат свесни и да се потрудат, а преку нив, нели, тие навики да се пренесат на децата, а слободното време да биде правилно организирано, да биде насочено и правилно распоредено, затоа што предуслов за здрави личности, за здрави индивидуи, покрај стекнувањата на знаења и тоа како ние го минуваме слободното време. Дали посветуваме криза во поминувањето на слободното време кај нашите ученици имаше и пред пандемијата, да се разбереме. Затоа што, нели, тука имавме една друга нова појава што веќе ни е тренд. Компјутерите, не можеме да не ги споменеме, нели. И пак ќе кажам, и тука имаме многу придобивки, но треба да знаеме и да ги научиме децата како тие да си го распоредат, да си го организираат времето, за да можат подеднакво да се посветат на сите работи. И од тука е важно слободното време да се поминува правилно, низ низа активности кои ќе ги исклучат компјутерите, ќе бидеме малку надвор, преку игра, преку читање, преку низа активности да се дојде да се помине, да се дојде до забава, до рекреација, за да можеме, нели, потоа да бидеме подготвени за стекнување на знаења. Какви нови алатки, знаења стекнавте и како професори, но и децата во изминатиот период, особено минатата година кога беше онлайн наставата, што можеби ќе можат да се искористат доколку се појави таква потреба или за некои други активности кои што во иднина би можеле да се применуваат? Што е доброто во целата оваа ситуација? Да, мислам, човек учи додека е жив, нели? Ние што се занимаваме со воспитување, со учење и подучување на деца, тоа најдобро го знаеме. Вистина е, се запознавме со многу алатки и многу ресурси, откривме многу канали и пристап до информации, достапност, побрз и побезбеден начин, нели, на функционирање. И тоа е сето во ред. Но за жал, нели, овој период на присуство со физичка настава ние не го искористивме да се надоградиме како наставниците, значи не се реализираше ниту една обука, училиштата значи ние можеме како индивидуи да имаме да сме многу подготвени, меѓутоа се уште многу училишта имаат проблем со брз и непречен интернет, немаат соодветна квалитетна IT опрема, а тоа, нели, треба да го даде системот, не наставникот, и за жал, нели, имаме деца кои не можат да си го дозволат. Инаку секако, нели, учењето од далечина ни отвори едни нови перспективи, ново гледање на нештата, дека можат да функционираат поинаку. И е многу убаво, пример, имаме случаеви кога и дечиња кои се од настинка, од некои други икс причини останати дома, меѓутоа знаат дека можат да се вклучат на настава, па одбираат да се вклучат на настава. И во тој случај наставата на далечина како опција Б е вистина добра. Меѓутоа сепак треба, нели, системски да се вложува и да се надградува во тој процес. Во овој